Вечност изнедрена од болка, вечност искаена од надеж. Ова е приказна за една гордост македонска. Приказна за храмот каде чуда се случуваат, каде тишината во звук се претвора. Приказна за битот се македонски. Илјада 817 година на пеколот, време на очајот. Лелеците древни се уште ечат на почвата велешка. Корнат коси мајките по своите ќерки и синови што пустата болест ги покоси во цветот на младоста. Трпне велес од болка. Чемре е градот десеткуван од колерата под тажните гранки на столетните јавори, сведоци. Еден е Бог. Врз темелите на старото мало црквиче храм ке изградиме. Храм до облаците да допира поголем од замислата за него, безвремен. Кога тишината ќе ја распука звукот на камбаните негови, цел Велес ке знае. Родена е надеж за народот напатен. На Свети Пантелеимон ќе го посветиме. Исцелителот и Спасителот. Тој ќе биде заштитникот на Велес. Илјада 837 година на надеж. Изградбата на новиот духовен храм е вистински предизвик. Тоа е време кога отоманските власти не дозволуваат изградба на големи христијански сакрални објекти во Македонија. Но велешани имаат само една желба. Откако благодарение на упорноста, група видни граѓани, меѓу кои Хаджи Јанко Кушев, заштитник на словенското писмо во училиштата, и Давчев Богдан, ќе добијат дозвола за градба од султанот, најголемиот гений на македонската сакрална архитектура целосно се предава на создавањето. Кога наредот спроти Светилија ќе се појават зидините од платото на храмот, турците се сомневаат дека тој голем објект, чии зачетоци се белеат во височините, е кале, а не црковен објект според прописите. Бараат веднаш да дојде инспекција од Цариград. Како темен облак, стравот демне е над Велес. Но
видните Велешани стравот ќе го победат со мудрост. Полнејќи ги джебовите на ревизорот со златници, на секој чекор поминат по горништето, тие ќе ги измамат од него зборовите што посакувале да ги слушнат. Па, ова е црква. По враќањето во Цариград, комисијата ќе го извести султанот дека црквата се гради на стари темели. Велешани можеа да здивнат. Носени од стравот од повторна инспекција, но исполнети со радост и ентузијазам, продолжуваат со изградба на храмот. Во работата учествуваат сите способни граѓани од западната страна на градот. Кога во 1840-та духовниот храм со сета своја убавина ќе блесне над ридот под Вршник, за вечноста ќе остане запишано. Созида се храм сеј во имја свјатога великомученика Пантелејмона во лето Спасителево 1840. Сепак работата се уште не била завршена. Во своето дело посветено на православните светилишта во Велешкиот крај, научните кругови ќе забележат. За време од околу 4 години, 1837-1840, црквата била оспособена за богослужение. Во таа година црквата била осветена од велешкиот владика Игнатий. Тој, грк, од своја страна, настојувал во црквата да се служи на грчки јазик, но бидејќи велешките првенци се спротиставиле, владиката бил принуден да попушти. Ѓорѓи Зографски пак ќе раскаже. Хаджи Ѓорѓи Дандар, како најзаслужен за изградбата на црквата и месниот свештеник поп Грујо, во тоа време оделе во Виена и од тамошните банки барале заем за довршување на црквата. Овие активности ќе продолжат и по смртта на владиката Игнатий во 1842 година. Довршувањето на црквата траело до 1847 година. Речиси 2 столетија подоцна, приказната за создавањето на бисерот на македонската сакрална архитектура во срцето на Велес ќе остане обвиткана со магличави прашања и контрадикторни теории. И додека научните кругови полемизираат, горе под Вршник, во исконска тишина, духовниот храм ја раскажува приказната за создавањето. Овде, каде мирот божествен танцува со светлината, трепери секоја мисла, секој поглед, секое движење на градителот. Овде, во безвременоста на оваа калдрма, илјадапати се родив како гласник на креацијата. Тоа беше мојата мисија, да го учам каменот, како дише, како живее во облици што прстите мои ги создаваат, како расте во зданија на вечноста божествена, да ја запознам
секоја негова димензија и да го оставам да им се спротистави на ветровите и на столетијата, како душите на благородните што се уште живеат во овој град на мостови. Од моето срце ја извадив сликата на црквата каде вечноста пее секој миг поинаку. Тоа беше мојата мисија, мојата цел, да се подари дел од себе на еден град, на еден народ, на универзумот. Благослов ли е или само предизвик? Небото знае. Јас само едно знам. Не сум жив. Дамарите во мене не бијат ако не создавам. Се сеќавам уште како дете во родното Папрадиште. Љубопитно гледав како татко ми се подготвува да тргне на пат кон Солун со тајфата. Трчав по нив, мавтајки со рацете и со некакво чувство во градите што ме тераше да прошепотам: јас ќе бидам градител, зограв, меѓу најголемите, како татко ми, како дедо ми, како сите генерации Рензовски Дамјанови. Години подоцна, кога ја совладав играта со каменот, тоа чувство ми трепереше во градите секогаш кога со моите браќа Ѓорѓи, Коста и Никола ќе се најдевме пред нов предизвик. Гореше во мене кога имав 22 години и кога прв пат вистински создавав во црквата Света Богородица во Скопје. А секое создавање беше поинакво. Посебен блесок во срцето, посебен камен за обликување. Така беше кога градевме цркви во Смедерево, Ниш, Кратово, Печењевац, по Србија, Босна, Бугарија и овде во Македонија. Во секој простор што чекаше да биде создаден за веки векови, трагав по божествените пропорции, по уникатниот лик на каменот што достоинствено ќе обстојува низ времето. Но овде во Велес, тоа чувство беше поинакво, вистинско. Го знаев тоа уште од мигот кога ме повикаа и ми рекоа: ти, Андреа Дамјанов, ќе бидеш нашиот градител. Ќе изградиш храм на темелите од старата црква, онаму подвршник, да се виши над градот како заштитник. Така ми рекоа. Не беа потребни повеќе зборови. Доволен беше тој пламен во градите што се засилуваше со секој мој чекор по угорништето. Таму, подвршник, светлината беше поинаква, како повик за создавање. Овде ми остана срцето, душата и телото. Не ми го барајте името на овој гроб, нема да го најдете. Името на градителот е врежено во делото што го создадоа неговите раце.
Хаджи Јанко Кушев, Богдан Давчев и други видни велешани што ми ја дадоа до вербата мене. Не ни сонуваа каков предизвик крие мојата душа. Овој пат ќе го победам звукот, ќе го заробам во просторот, ќе го издрмнам со вечноста, создавајќи храм во кој звукот вибрира во срцето на секој што ќе чуе молитва или црковна музика во него. Простор ќе извајам, каде што звукот ќе се пресоздава бесконечно. Ова плато, овој простор е како создаден за тробродна базилика со пространи димензии. Морам да внимавам на вклупувањето во просторот. Ќе изградам така што гледана од западната страна на градот да биде таинствено зацкриена меѓу полите на Вршник, а од источната страна да изгледа како гнездо на орелот, господар на височините. Така ќе биде видлив од многу точки во градот како нова христијанска димензија. Столбовите треба да се изработат од дрво и да се обложат со малтер. Најдобро ќе биде лаковите, сводовите и куполите да се изведат со дрвен малтерисан рибиц, а обемните ѕидови од камен. Аглите на ѕидовите, апсидите, порталите, дел од прозорците и завршните венци ќе бидат од клепан камен. Тие треба да бидат израз на комплексната едноставност на божественото. Затоа ќе ги решам повеќе страно, со витки колони на ивиците и ќе ги завршам со профилирани венци. Кога сакаш со помош на просторот да создадеш звук, треба да наблюдуваш и постојано да учиш за фундирањето, за начините на кои може да се победи стрмиот терен, а особено за скулптуралното спојување. Често се прашувам зошто не можам да им одолеам на елементите на византискиот стил или оној на барокот. Сепак, заслужуваат добра обсервација. Можеби во нив се крие нешто досега неоткриено. Морам да внимавам на наредбите од власта. Крстовите и куполите не треба да бидат експонирани. Боже, како да се реши загадката на ова создавање? Ја гледам својата визија. Таа жива пулсира во мене. Бара да биде создадена. Црквата ќе има форма на сложена базилика.
обиколена со тремови, пристили. Надворешноста ќе биде аскетски едноставна, за да ја сокрие мистеријата на раскошот од очите на оние што не смеат да го видат. Нема да ги експонираме куполите и крстовите. Тие ќе бидат сокриени во покривната конструкција на централниот кораб. Единствено ќе се истакне источната фасада, каде што апсидите треба динамично да се суперпонираат и да се декорираат со аркадни низови и релјефи. Вистинската убавина ќе биде сокриена во внатрешноста на црквата. Овде, трикорабниот базиликален елемент ќе остане само во приземјето, а накатот, во прилог на акустиката, ќе се трансформира во петкорабен. Мислам дека овде треба да воведеме уште две бочни трибини. Тие ќе се поврзат со една западна трибина, а врз неа ќе се надоврзе уште една, како небесна хиерархија. Така, искачувајќи се, христијанинот ќе го развие чувството на возвишеност. Од секоја точка на овие галерии визурите ќе бидат безпрекорно јасни, можеби ќе биде повпечатливо ако се постават серија дрвени столбови, но секој поинаков и секој различен по форма. Тоа е вистинската визија што треба да биде создадена. Господи, услиши молитву моју. А звукот? Дали оваа хиерархија на елементи ќе биде доволна за звук што пронижува? Мора да постои уште нешто.
одговорот. Земјата го крие одговорот. Одговорот што го откри Дамјанов ќе анимира голем број грнчари занаечии да придонесат во изградбата на храмот. Илјадници стомни ќе се вградат во зидовите на црквата, создавајќи акустичност единствена на овие простори. Како создадено да исцели на прв поглед големото сакрално здание, цели 163 години е закрилник на градот на мостовите, неговата гордост. Оценето како едно од најбрилијантните дела на балканската архитектура, македонската Миланска скала, ја чува приказната за создавањето во себе заедно со мислата на Дамјанов. И ден денес соборниот храм Свети Пантелеймон е извор на восхит за секој намерник, но и поттик за полемика. Според дел од научните кругови, црквата била проширена и реновирана во 1840 година, а не одново зидана, зашто во тоа време условите не дозволувале за толку краток период да се изгради црква, што ќе собере голем број верници. Според други пак, зидањето на црквата датира уште од 1816 година, што е аргументирано и врз основа на постоечки икони во црквата кои датираат од тој период. Според трети пак, црквата претрпела повеќе обновувања. И додека полемиките ги обземаат научните кругови, Свети Пантелеймон не престанува да го освојува светот со својата извонредна акустичност, но и раскошноста на дополнета со два помошни олтари на катот во женската црква, десно и лево од главниот олтар. Во периодот кога црквите и манастирите биле единствените фактори од кои зависело финансирањето на просветните институции во доцниот 19 век, црквата годишно издвојувала 16.000 грошеви за одржување на училиштата и плаќање на учителите. Како единствена соборна црква во градот, таа одиграла голема улога во ширењето на словенското писмо и покрај притисоците од фанариотските владици. Резултат на овие процеси е создавањето на христијанска граѓанска аристократија и будење на националната свест. Во доменот на културата, овие текови се рефлектирале со создавање на нов вид литература и уметност. Но единствените бариери што ќе ги забележи историјата и народниот дух не се слеани само во притисоците на отоманските власти и фанариотите.
Kaži mi, čista dušo, da li kreatorot treba da voskresne za večnost, a da bide večnost za čovekot?